Никола Груевски се обиде да сокрие дека тој се согласил да има анализа на спроведувањето на рамковиот договор. Груевски сакаше да сокрие дека владата стои за конференцијата за анализа на спроведување на рамковиот договор што треба да се одржи од 1 декември во Скопје. Токму затоа Груевски измислува приказни за федерализација за да го покрие еве овој владен документ. Овој документ со архивски печат од владата јасно е наведено дека договорот за конференција е склучен помеѓу владата и Европскиот институт за мир. Погледнете, подпишан е вице-премиерот за спроведување на рамковниот договор во име на владата. Сега Никола Груевски мора да излезе и да им објасни на граѓаните на Македонија која е причината за конференција за анализа за спроведување на рамковниот договор. Очигледно е дека Никола Груевски работи нешто зад грбот на граѓаните на Македонија. Дали целта на неодговорниот Груевски е да разгори меѓуетнички тензии во Македонија само за себе си да се спаси? Граѓаните знаат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија гради единствена Македонија. Едно општество за сите граѓани. Тоа стои во платформата, визијата за Македонија и тоа го знае целокупната македонска јавност. Никола Груевски не сака единствена Македонија. Единствена Македонија порачува на Никола Груевски. Доста е. Збогум Никола. Со која PR агенција соработува СДСМ и дали ќе го објавите договорот? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има официјален склучен договор за консултантски Пратеникот СДСМ и координатор на пратеничката група во Собранието на Република Македонија вчера потврди дека соработувате со PR агенција од Србија и дека сте многу задоволни. Каква е таа агенција и дали е истата за која што ушените на Република? Не го кажувам, во моментот кога ние ќе прецениме Дали прашањето за рамковниот договор некогаш се споменало на преговорите на работните групи во клубот на Протенци? Прашањето за рамковниот договор, дали некогаш се споменало во клубот? До сега јас денеска бев на работните групи за преговори за медиуми, такво прашање не е отворено на никој на преговорите за медиумите течат како и се што течеше до сега, ветување од ВМРО ДПМН дека во текот на утрешниот ден ќе достават своји предлози кои што требаше да бидат поставени минатата недела. Значи 9 или 10 дена ВМРО ДПМН нема доставени никакви предлози за решение. Во текот на утрешниот ден очекуваме дека ќе има. Доаѓаат ли советници од раскинен фронт од Србија во Социјалдемократскиот сојуз? Пак ќе ви повторам трето да го одговарам исто. Дека ќе го објавите договорот, ја кажам дали доаѓаат советници од Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија доаѓаат заинтересирани граѓани од Република Македонија кои што сакаат да доаѓаат потенцијално на нема да коментираме анализи со застанени такови. Веќе знаете ако ја погледнете таа анализа, готова до граѓаните не верувале дека ќе дојде веруваме за служување во август или септември годинава, пред 2 или 3 месеци се подготвите за кој што говорите, така што се доста застарени, во тој период луѓето не верувале дека ќе дојде до имплементација.